Со првите симптоми на настинка спасот главно го бараме во портокалите и лимоните, бидејќи витаминот С е одлична прва помош. Препораката е дека витаминот С може да ви помогне во борбата со настинка, но дека сепак дефинитивно не е лек за настинка. Тој помага да се подобри циркулацијата на местата на инфекцијата и со тоа му помага на организмот полесно да се избори со настинката. Но важно е да се напомене дека е многу поефикасно да се внесува витамин С од природни извори, овошје и зеленчук, бидејќи така организмот најдобро ќе го прифати. Ако ова објаснување сепак не ви е доволно јасно, во продолжение ви откриваме како витаминот С влијае на вашето здравје. Легендата за витаминот С. Митот за витаминот С како најголем борец против настинката настанал уште во далечните 60-ти и 70-ти години на минатиот век, кога научникот Линус Карл Паулинг открил дека големите дози од витамин С кои што ги внесувал во организмот наводно го спречиле за повеќе години поред да не настинува воопшто. Тој издал и книга во врска со тоа негово тврдење, која што пак набрзо станала бестселер и од тогаш важи оваа препорака за лек против настинка. Оваа препорака е се уште општо прифатена, иако во меѓувреме многу истражувања ги негираа неговите тврдења. Според Националниот институт за здравје, дневната доза од витамин С од минимално 200 мг не го намалува ризикот од настинка, а прекомерниот внес од овој витамин може да предизвика проблеми во вид на мачнини. Зошто е добар витаминот С? Иако немам во голема мера да ве заштити од настинки, витаминот С ќе го зајакне вашиот имунолошки систем. За пушачите и повозрасните лица на кои што им недостига овој витамин во организмот, консумирањето на овошје и зеленчук се подразбира. Сепак докажано е дека позитивниот ефект се забележува само ако овој витамин се зема превентивно. Почитувани гледачи, добре ни дојдовте во вториот дел на утринската емисија Нов ден. Прилогот кој што пред малку имавте можност да го проследите беше најавата за денешниот разговор. Денес ќе разговараме за бенефициите од внесување на витаминот С, како и за превенција во овој период на грип, на настинки, колку витаминот С може да делува делотворно и чудотворно во нашиот организам. Денес кај мене, како и секоја среда во студиото, господја Сашка Денковска-Петковска, магистар по фармација од Кајзер аптеки. Добро утро. Добро утро. Добре дојде. Добро ве најдов. Ќе ми биде задоволство и оваа среда да позборуваме малку што всушност представува витамин С. Бидејќи ние често ги советуваме нашите пациенти во аптеки Кајзер кои што ќе дојдат да земаат витамин С, така да денеска ќе објасниме малку повеќе што всушност представува витамин С. Така. И сега кога сме веќе кај тоа, со што да започнеме ако не со она што всушност представува витамин С? Зошто толку многу се препорачува и се користи? Па така, витамин С е еден од ретките супстанции кои што се користи како лек и како суплемент и како адитив. Бидејќи додаден витамин С во саламурено месо се користи како конзерванс и тоа многу одамна. Исто така, додадена ампула на истоштен пациент го, така да кажам, го враќа во живот, го освежува. Дадена таблета или капсула витамин С при настинки и грип ги намалува симптомите на настинка и грип и секако дека го скратува и време траењето доколку има таква состојба. Меѓутоа, најинтересно за витамин С е неговото антиоксидативно дејство, бидејќи тој е растворлив во вода и е присутен во целиот организам. Затоа витаминот С се бори против слободните радикали, кои што прават оштетување и некои промени на клетките, а со тек на време и на одредени ткива,
Па затоа витамин С или аскорбинската киселина, неговото латинско име, се користи при разни малигни заболувања. Меѓутоа тука морам да нагласам дека не сам витамините не се лек, значи тие превенираат, меѓутоа доколку дојде до таква состојба, секако дека се третира со одредени лекови. Исто така за витамин С колку влијае врз имунитетот? Секако има голема имуностимулативно дејство. Некои истражувања покажале дека при намалено внесување на витамин С во организмот или при недостиг на витамин С во организмот се јавуваат чести инфекции. Овој витамин човечкиот организам не може да го синтетизира, па затоа ние мора да го внесуваме. Така. Како делува после внесувањето на витаминот С во организмот? Како тој делува? Па секако дека витамин С го има во целиот организам. Неговото дејство, освен како антиоксидативно, значи тој учествува и во многу други процеси, пример во создавање на колаген. Тоа е протеин кој што учествува во сврзното ткиво, со тоа помага многу брзо за зараснување на рани, за спречување на појава на модринки, значи за здрави и цврсти непца при крварење, значи го спречува крварењето. Исто така витамин С помага во оксидација на ЛДЛ холестеролот, оној лошиот холестерол, со што спречува и појава на атеросклероза, односно крвните сатови да бидат поеластични. Исто така витамин С учествува и во одржување на тетивите, на зглобовите и на лигаментите. Затоа и се препорачува во секој дневно внесување на витамин С. Сега ги кажавме оние општи работи за витаминот С, а како што веќе реков на почетокот, сега сме во една сезона на грип, има голем број на заболени од грип, на настенки, имаме еден пат на температурите, па како витаминот С може да делува од превенција на грипот? Така, ние ги советуваме пациентите да земаат витамин С, бидејќи како имуностимулатор, витамин С ги намалува симптомите на грип и настинка. Има едно истражување направено 1995 година, дека доколку се зема витамин С од 1000 до 6000 милиграми во тек на ден, во почеток на настинка, дека ги намалува симптомите и превенција за 23%. Тоа е отприлика за еден ден помалку во тој период на грипови настинки. Така да секако дека во овој период, како што се грипови настинки, витамин С е неопходен. Колку, во која мера е неопходен? Колку милиграми или пак како вие вака медицински пресметано кажувате, во што изразувате, ни е потребно да внесеме витамин С дневна доза во организмот? Така, најмалата дневна доза што ни е потребна да ја внесеме се 200 милиграми на возрастна машка особа. Секако дека во случај на грипови настинки или анемија, во случај на покачен холестерол или некој друга болест, во тој случај се зема по големи концентрации на витамин С, дури може и 1000 до 2000 милиграми. Исто така, за пушачите се препорачува и за 50% повеќе да земаат витамин С. Исто така, бремените жени треба да земаат некаде за 35% повеќе витамин С. Дечињата, исто така и за нив е битно да внесуваат витамин С како превенција, посебно има за дечиња над 2 години, нели во облик на капки, растворени во водичка, во чајче, каде што ќе може да внесуваат дополнително витамин С освен преку храна. Така тоа некако и најпрепорачлива. Во ред, предлагам да направиме една кратка музичка пауза и се враќаме во студиото да продолжиме со разговорот.
Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Разговараме на темата за витаминот С и како тој превентивно делува во сезоната на грипот и настинки. Сашка, во кои други случаи препорачувате витамин С? Вака сега, бидејќи напоменавме сезоната на грип и настинки, ти ни напомена уште некои случаи, но знам дека постојат и некои случаи. Секако дека има многу примена витамин С. Тука би ги спомнала при стресни ситуации се препорачува поголемо количество на витамин С. Исто така витамин С учествува и во создавање на железо и црвени крвни зрнца. Исто така помага и во апсорбција на храна. Секако дека при алергиски реакции се потребни поголеми концентрации на витамин С. Исто така би ги спомнала нели и при анемии, како што кажавме минатиот пат дека треба поголемо количество на витамин С и препарати за железо, и секако би го издвоила при напорни тренинзи. Поголемо количество на витамин С, значи од 2 до 12 грама на витамин С се дозволени, меѓутоа во комбинација со калциум и магнезиум. Нели како што рековме, учествува во одржување на лигаментите и тетивите. Така. И сега, некако се уште за одреден тип на луѓе и покрај оваа цела современа модерна технологија, се можеме да прочитаме, се е медиумски препратено, можеме да слушнеме, но луѓето се скептични. Во кој дел од исхраната, дали во некое овошје или зеленчук, има најмногу витамин С? Значи, за лимонот веќе знаеме, за тоа зборува секој. Така, за цитрусните плодови, значи лимонот, портокалот, цитронот, секако и од нашето поднебје, како што се доматите, зелениот лиснат зеленчук исто така има доста витамин С, јагодите, доматите, како што кажав, исто така има доста витамин С. Патлиџан, доматот, така да имаме доста... И зелената пиперка И зелената пиперка, да, секако. Дињата исто така има доста витамин С, така да ние имаме доста избор на витамин С и од нашето поднебје. Колку е разградлив витаминот С во организмот? Секако дека витаминот С е еден од најразградените, односно најбрзо се разградува во нашиот организам, затоа се препорачува сето ова овошје и зеленчук да се зема додека е свеж. Ако е потребно да се приготвува, да се обработува, секако тоа да се сведува на најможни минимални начини, значи на најслаба температура, за да се задржи витаминската вредност на храната што ја имаме. Како најчесто се манифестира недостигот на внес на витаминот С во нашиот организам? Па секако дека тука недостиг се манифестира со катаракта, со зголемени број на инфекции, на настинки, секако дека недостиг на витамин С доведува и до крварење на непцата, пат на имунитетот, појава на мудринки, значи слаби крвни садови, значи сето тоа е знак за појава на намалено внесување на витамин С. Така. А што е во оние случаи, што се случува кога прекумерно се внесува витаминот С во организмот? Така, витаминот С е еден од ретките витамини кои што има многу малку несакани ефекти, па затоа еден од несаканите само може да доведе до појава на диареја, меѓутоа тоа се јавува доколку се зема подолго време и во поголеми концентрации. Значи, од витамин С не може да се предозираме и често и пациентите ме прашуваат дали што ќе се случи ако земеме поголемо витамин С. Значи, во случај на преголемо земање, тоа е хидросолубилен, значи се раствара и се излачува преку урина, така да не може да се предозираме од витамин С. А секако дека затоа и се дозволува подолго време земање на големи концентрации на витамин С. Ние имаме уште еден прилог во врска со витаминот С. Предлагам да го погледнеме, па ќе продолжиме со разговорот и ќе го прокоментираме воедно.
Овие 5 третмани можете да ги замените со витамин С уште денес. Здрава и долга коса. Наместо да користите различни средства и козметики, доволно е да јадете намирници како јагоди, сладки компири и мали црвени пиперки. Или пак сите состојки заедно издробете ги и нанесете ги на косата како маска. Оставете ја да делува 20 минути и исплакнете. Вишок енергија. Наместо јога и духовни вежби, доволни ви се неколку сокови богати со витамин С во текот на денот. Комбинирајте ги омилените овошја и направете си своја енергетска бомба. Долги и негувани ногти. Растот на ногтите лесно може да се подобри ако конзумирате поголема количина на витамин С. Можете и да подготвите купка за раце од млака вода и свежо цеден лимон, наместо да додавате цело богатство за маникир. Ги спречува за ноктиците. Нема подобар маникир од лимонот. Витаминот С за само неколку минути ќе ви помогне да се ослободите од за ноктиците без дополнителни третмани. Ги брише брчките. Жените во средната доба е најпаметно да земаат зголемена количина на витамин С и да го конзумираат преку свежа храна. Наместо да се оптоваруваат со скапи креми, доволно е да подготват маска од киви и половина папаја, која ќе делува 20 на минути. Сето она што господја Сашка Денковска-Петковска ни го кажа, еве вака, ние сликовито го срочивме во еден прилог, за да и визуелно имате некаков преглед за тоа колкав е бенефитот од користење на витаминот С. Да продолжиме понатаму со разговорот. Во каков се облик може да се појави витаминот С? Така, денеска витаминот С можеме да го најдеме во облик на таблети, на капсули, во облик на прав како течности. Исто така би сакала тука да нагласам дека има разлика меѓу таблетите. Имаме таблети од природно дејство, витамин С екстрахиран од шипка, од портокал и синтетски добиен витамин С, секако дека таблетите од природно добиен витамин С е многу, организмот многу повеќе искористи, отколку оној синтетски добиен витамин С. Исто така, често ќе го најдеме витамин С во комбинација со други препарати, како што се витамин С со прополис, исто така и некој лек со витамин С, како ацетилсалицилната киселина и витамин С, цинкот и витамин С за подобрување на имунитетот. Исто така и технологијата оди напред и во фармацијата има таблети, витамин С со продолжено дејство, каде што една таблета и со таа технологија цело време се ослободува витамин С, нашиот организам во тек на 24 часа имаме витамин С. Исто така и се гастрорезистентни, и за пациентите кои што имаат проблеми со некои желудочни проблеми, тука се решени, со овие таблети. Така да секако дека може во било каков, во многу голем избор има на кој облик ќе се земе витамин С. Така. Еве Сашка и оваа среда ни помогна да ја обработиме оваа тема, ни кажа многу информации во врска со витаминот С, колку е потребно да внесеме, што представува тој, како тој делува во нашиот организам и зашто се може да биде од корист. Верувам дека овој период од годината во вашите аптеки работите со полна пареја. Така, ние ги советуваме нашите пациенти, посебно во оваа сезона каде што има грип и настинка, за витамин С и што всушност представува витамин С, неговиот бенефит што може да биде за пациентите. Исто така би сакала и денеска да ги поканам сите кои што имаат дерматолошки проблем. Ние вршиме преглед со микрокамера во аптека Кајзер, на улица Маршал Тито, број 23, со микрокамера сите што имаат проблеми во овие зимски денови со кожа, дерматолошки, може да се обрадат. Прегледот секако е бесплатен, тука ќе можат да добијат и соодветен совет од стручно медицинско лице. Така. Секогаш отворени за соработка, секогаш отворени за вашите пациенти. Браво, секоја чест. Ти благодарам уште еднаш за денесното гостување. Благодарам и на вас, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Добивте многу корисни информации во секој случај. Имајте убав ден и останете со нашата програма.